Почитувани гледачи, нова епизода 180 степени се наоѓаме во ФДЖ кулинарското училиште. Можам да ви кажам дека атмосферата се вжештува. Бевме сведоци на гастрономски, кулинарски, секакви битки. Нашите надпреварувачи го дадоа својот потенцијал, го има и својот лош ден. Се инспириравме, се насмеавме, малку се растаживме, меѓутоа најважно од се, дали ве едуцираме, Сара, едно прашање, дали до сега се едуциравте? Лиде? Жане? Ве едуцираме? 180 ја постигнува целта, среќно. Денеска мислам дека ќе има некоја мусака или некоја такво, некоја ориентално јадење. Може би сепак мусаката е општо прифатане на Балканот, така да не знам нешто такво. Нешто што е оставштина од Отоманската империја, бурек или нешто такво. По тоа што приметев, мислам дека се уште сме кај ладни пред јадена, така да или ќе се задржиме на таа тема, или би почнале нешто топло, манза, чорбичка, меѓутоа мислам дека уште ќе бидеме некај ладно пред јадење. Денеска дали можете, драги надпреварувачи, да претпоставите зошто ви се празни вашите работни маси? Зашто ви е била потребна површина? Ќе месиме. Значи, денеска ќе направиме нешто за кое што исто ви рекол сите заинтересирани, сите заљубеници во кулинарството, пред малите екрани ќе покажеме вистинската техника на подготовка на бурек и сите деривати од бурекот. Пити, комади, зелници, мазници, ѓуверлаци, све што е на ци, ќе сготвиме. Ќе видиме ваш печат во тој свет на месените работи. Ќе имате малку продолжено време на готвење, ќе ви откриам набрзо правилата, се исти, вкусот е најбитен, креацијата, нормално ова е еден концепт кој што сакам да видам многу креации. Немојте да се задржувате толку во нешто веќе видено, слободно излезете од тоа, внимавајте со печењето, запалете ги печките на 180, полетуваме. Изработката на традиционалниот бурек се состои од сол, брашно и вода. Процесот на замесување на тестото трае околу 10 минути во машински, во миксер. Потоа, добиеното тесто се топчи во форма на топчина, кое што треба да се расплескат и да одморит едно пола сат. Веќе одмореното тесто од половина час, сега ќе преминеме на техника на развлекување на кората. Имаме две техники на развлекување. Првата е развлекување, а втората е со фрлање на кората, ќе ви го демонстрираме и тој дел. Многу битен момент е воздухот кој останува под кората, тестото. Додека го имаме воздухот, можеме да ја контролираме кората. Тоа е едниот начин. И втората техника е на фрлање на тестото кое се работи класично во денешните бурекџилници, пекарници. Тоа како го работат професионалците. Тоа е втората техника на отворање на тестото за бурек. Денес искрено не знам што ни е спремено, заради тоа што масите се празни. Така што се надевам дека ќе е нешто што добро ќе се справим. Имав идеја дека ќе се готви некакво месо. Не знам што точно, но нешто со месо. Многу стално Филип знае да спомне џигер и не знам, разни продукти од месо и така што баш би била возбудена ако нешто такво се готви. Немам нешто што конкретно не би сакала да се готви, искрено што и да е. Секогаш имаме супер учители, така што сигурна сум дека ќе ни помогнат да стигнеме до добар резултат што и да е. Сара, денеска ви донесов не само мајстор, туку и човек кој што своето 20 годишно искуство од прв пат се сложи да го сподели. Прв пат кога го поканивме со Злате, мајсторе, ќе дојдеш ли во школа да направиме час за бурек? Кажете ден само не праша. Ајде, аплауз за Ѓорѓи Петревски.
Јас само би кажал дека тој е виновникот што сите ние во школото знаеме да вртиме бурек. 2 недели го мачевме, вежбавме, ќе ти покажам, вежбата ја покажам, уште ја памтам вака чисто малце да биде демонстративно. Мајсторе, те молам ако грешам нешто. Ето, тоа беше нешто што го правевме 2 недели 1000 пати. Денеска тој ќе биде човекот што ќе ве води низ процесот, ви покажа доволно. Јас само ќе кажам, денеска имате 60 минути за подготовка на филот, кората како што ја замислувате и да го испечеме идеално бурекот. Мајсторе, доволно ли се? После ваква презентација немам зборови. Да, 60 минути доволни се доволно, може би и повиш. И јас од доволно. Да ги поздравиме спонзорите, правилата ги знаете. Освен времето се останува исто, ве оценуваме по вкусот пред се, техниката, креативноста и се останато. Мак Петрол, голем поздрав. Президент, им се заблагодариме, ќе готвиме со нивните прекрасни сирења, ќе го споиме бурекот со киселото млеко, неизбежен дел, алпско кисело млеко. Да не заборавиме Рамстор секој ден со нас и благодариме на Рамстор. Витаминка се тука исто така, витаминка се посериозни, се модернизираат, тоа ни се допаѓа, ги поздравувам Витаминка. Компанијата Братство ни ги изработи ти уметнички тенџериња и тави на кои што работите. Голем поздрав до нашите добри пријатели од Хаут Банка, кои што наскоро ќе ни овозможат и нешто многу интересно, не ви откривам се. Форти се тука, неизбежен дел од кулинарското училиште и на крај винаријата Камник. Денеска ќе скокнеме, бидејќи бурекот ќе го споиме со јогурт. Нов предизвик, нова епизода. Се надам дека сега ќе биде нешто што сум го правил повеќе пати, а не прв пат, но секогаш сум отворен за предизвик. Се надам нешто во мој стил повеќе, некој мефце, дали е оривче, дали е нешто го спекнало, печено, пржено. Главно јадење нешто. Ќе видиме, немам очекувања, секој пат влагам со, како што реков, не знаеме до самиот момент или 3 минути пред почнувањето, така да спремен сум. Па како оди со нели повеќе емисии снимени, односно понатаму шоуто, би требало све, очекуваме да биде све потешки и потешки предизвици. До сега беа предјадења, сега мислам дека ќе биде нешто, некоја тава готвена македонска, традиционална, така. 60 минути, мајсторе, нешто да додаете, Злате? После Нешто ова да не што го заборавам кажа, да кажам. апсолутно не. Јас мислам ќе имате Да се не објасни само добар правилата судија, и ќе имате и да одличен ментор. Тука сме со вас, повторно ги имате двете прашања. Да ги поставите за било кој еден од нас, кој мислите дека највеќе ви лежи по карактер и по расположение денеска, прашете го, тука сме помогнеме да видиме техника како ќе го завртите бурекот. 60 минути почнуваат сега.
позитивна трема пред снимањето, пред да почнеме, а од кога ќе почнам со снимањето, не, воопшто. Веќе се концентрирам само на рецептот, се концентрирам само на што подобро да искочи и испрезентира јадењето, така да мислам не. Во тек на снимањето нормално. Претходно позитивна трема, да. Трема имам, меѓутоа мислам дека се повеќе и повеќе подобро ја контролирам. Така да секој пат кога ќе има некој пофален збор за мене, пофална критика од судиите, од надпреварувачите, за мене, за моите јадења, тремата се намалува, сигурноста ми расте, така да се надевам дека така ќе биде. Тоа што интересно за? Одлично, малце кисло млеко, Макдоналдс. Одлично. Тука веќе имаме видливо добра кора. Поподека, како што кажа мајсторот, нека има воздух од долу. Дали имате спремен плек за печење? Да. Добро. Како е тука? И ова се растегна апарат. Тестото многу ви е. И ова остава растегнато. Многу брзо почнавте со развлекување, отпуштено ви е доволно? Zato ti ne uspeo, ajde da mama se tam. Да. Направо Дајте ми, нека се одмори тестото. Спремајте ми филовите полека, нека има доволно време да одмори Јас тестото. го почна да правам многу брзо. I ne znam kako će zamotam. Имате време тука уште 10 минути да одмори тестото, има време. Тука? Ова ми е за прилог во кисело млеко, направив мелено месо, сака се видам и спанач. Дали имаме јајца некада Да. во фрижидерот? Јас кажам. Едно, две? Две. Ајде. Благодарам. Александар? Имаш некоја идеја? Да, нешто Скрати. ќе видиме. Ги скрати на половина. Ги скрати корите на половина. Да. Ги скратив, мантии ќе правиме за тоа. Си ги правил? Да, Што му влезе толку сигурно, верувам дека си ги правил. Мајсторе, како ти изгледа? Одлично. Одлично, се трудат. Ти не остане нешто и да пробаме. Имам трема, уште е тука, но намалена, дефинитивно помалце и помалце.
С тоа што се навикнувам на времето, се навикнувам на камерите, едноставно посмирено работа. Не ми се тресат веќе рацете како во првите 3-4 епизоди, така да задоволен сум. Ја смирувам тремата. Па да можам да бирам, јас би сакал нешто што го правам често, а не е баш лесно да се погоди, би сакал некој тип на рижото. Дали е со морски плови, дали е со само рижото со домат, но било што би сакал нешто, некакво рижото. Што не би сакал никако да ми се падне, па не би сакал некоја манџа или можам да кажам дека не би сакал нешто со тесто, но сакам и да научам, така да ќе видим. Денес нешто многу бучно. Денеска Слушна паѓање садови, не знам што се должи тоа. Па види ми фали музика, па си направив музика во своја. Вистина се добри садовите од Братството, треба малку почит према нив. За да ни траат. Избрзавте со тестото малку. Дали си задоволна с првата кора? Според замисленото или не? Не знам. Мислам да, ама треба да се остави време за да проверам се уште некој. Тенџерињата ми паднаа затоа што не ми беа добро наместени и само затоа што сакав да се ослободам масата, за да имам простор за замесување. Доле ставав и тука маца се направи звук. Како е тука? Оди, добре. Според план? Да. Се нажал. 3 кора една врз друга? Повеќе. Повеќе? Се надевам дека ќе биде добро. Ќе пробаме?
нешто интересно. Нешто ќе видиме. Мислам дека патулиците беа како палачинки, така една по една, као ѓомлезето. Така се работи. Едно по едно, корак по корак. И масава ти не исече после ти треба патулина на Линовс. Знаеш, Скапичко. Креативно. ќе беше филирна даска. Ке беше така. Ама мало ми доаѓа даска. Се извинувам. Не е многу скапо. Ако стоиш пребијата, знам сич. Таман ќе биде. Таман ќе биде. Ако не освоиш се, малку ќе се прашам. Сега те прашам, Ѓорги, што мислите сега на каков пат се? Па гледам интересни разноврсни идеи, Да? Да. Ја ви рекол дека креативни, креативни, ама со тестото некако малку со тестото. слуша совет кој што беше драгоцен. Најбитниот момент за тестото е секогаш да му се даде потребното време за одмарање. Небитно дали е квасно или бесквасно тесто, на квасното процесот на ферментација секогаш мора да се запази, а на ова бесквасно тестото е процесот на одмарање на тестото, за да добиеме квалитетен производ. Значи, дајте му го потребното време. Додека готвиме, жири комисијата често доаѓа помеѓу нас. Искрено имам треба најмногу злата. Така да мислам дека он е малку построг, ама можеби и пореален. Ама кај него ако се помине, мислам дека е подобро. Што мислиш за буреков, конкретно вака, бурек мајстор има ли меѓу младиве? Има ли Штета вака што се страст помалку и кон помалку буреков има младиве? млади луѓе кои сака да го изучуваат овој занат. Воопшто, а сепак ова представувате на традиција долгогодишна, не долгогодишна, туку долговековна. Бурекот кај нас датират некаде од средината на 15 век, така да тоа што е жалосно да исчезне таква традиција. А на патет исчезна. Да. Јаме се повеќе машински подготвени буреци. Одма ги препознавам само Затоа кога го видам. што квалитетот на рачната изработка на тесто и машинска никогаш не може да се спореди. Ја го почитувам и машинскиот дел. Не викам не. Тоа е во ред. Он своја употреба и каде и Апсолутно, зошто и кои апсолутно. количини се упрашани. Меѓутоа, мора да ги инспирираме младиве прво да научат техника на бурек, па после сите од И за работи. машинскиот процес, ја би препорачал да се работи, потребно е да се знае рачната изработка. Кога ги имаш основите према тестото, према занатот, како треба правилно да се изработуваат, тогаш многу полесно да се донесе квалитет на машинското производство. За Мартин е гратис совет, малце крајчињата, времето, имаш многу тесто, а многу тешко ќе се испече и ќе ти биде Доволно. така. Имам да се резервам. Одма ги гледам дека уште не се одморени доволно некако, така Да, делоати, нели? да, Уште не се се позна. одморени. Затоа има Тек доволно сега, време. 25 минути, како ви рече мајсторот? Половина час. Половина час. Значи, вие више имате бурек, а уште 5 минути требаше корите. Требало да одморат тестото. Според неговите насоки. Во готвењето исто и во еве и наполитански пипци со голем винец, со долго ферментирано тесто, лебови, чиабати и така. Во што е убавината? Во воздухот. Воздухот прави леснотија, прави една пететична текстура и тоа. Може да ставате за печка? Дали може да Да. се рече? Да, Стоплена е погреш. слободно. Ај сега, да грниш. Ај сега. За вртењето? Хлебото, да, видам ни мори. Филип, смеам да вртам. Ама не, мене готово ми е ставено тоа. Ова пробно е. Ма пробно, е слободно место. Ова така. Значи само моментот ќе ми покажа. Со вие што не Ова стана? рака с грофот. Малку да беше Ајде да видиме малку. Не може да така. Да, со Ајде, ваша. Ирена, јас ќе пробам уште една шеф. Така? Не, не, не. Ова ти е Не ме отворена, прати, не да? ме прати. Не. Значи, Левата рака збора, десната збора. Чиста. Мало врти. Секоја што чувате со нас. Да, Вака виркам. да, на пошироко пробајте рацете. Масло, Така? секогаш масло. Ето да. Бурек, Ќе научам дома ќе пробуем. Не пати. Мора да се вежи. Сепак за изработка на бурек потребно е вежбање. Срче, дај ми го тоа тавченце. свинска маст и ова.
Тоа е нешто што сега ретко веќе се користи поради нормално религиските диети. Најтешко нешто и најслаба карика ми е месењето, така да навистина не би сакала денеска да има нешто како што е пита или бурек или нешто такво, навистина не би сакала такво нешто. Само бидете брзо се ладите. Да. Сигурно мириса убаво, ја старија осека. Влечи, не крај, влечи. Земе средно. Уште там нешто. Со рака. Да го вадам? Пикни го, извај го на въпросан. Зато. Млеко отворено немаш? Млеко отворено немаш? Тука си имаме? Ево. Ѓорѓи, мислење вака? Па ако прв пат работа со тесто, успешни сте. Ќе видиме колку. Ќе видиме, да. Како испадна амандин? Тука имаме више храбро. Коректно. Само и тука. Тоа што не треба биде на станица за мирење. Уште 2,5 минути имате. Работете на рачистување кесите во ѓубре, кесите, станиците чисти, гасете печката, бидете штедливи, бидете еколошки ориентирани. И Ѓорѓи, можеш да им објавиш дека уште една минута имаат. Па и помалце веќе. Веќе помалку од една минута, така да привршувајте. Така. Гозба 1000 ова. Гозба 1000. Јогурт или ајран? Ајран. Тоа, така да ослушнам. Не сум сигурен дали има ајран од президент. И да одбројуваме. Ај не мора да одбројуваме, зашто сите ми делувате веќе спремни, финеси, детали, завршни детали. Скоро се готови. Се префрлуваме мајстори на дегустација. Ајде. Снежана, Лидија и Мартин. Дали успеавте? Па ја би рекол дека успеавте. Ќе видиме мајсторот и мајсторско толку што ќе каже. Ајде, најпрво дајме предност на дамите. Снежана, повелете, објаснете ни за вашето би рекол за вашата пита. Јас, мојата пита е подготвив со сирење и со кисело млеко. Го размив сиренчето со млекото, прво ги изрунав и потоа го размив, го измешав тоа сето,
ја растегнав кората, ја посипав со зејтин и потоа ставав со филот. И е миткав. Остатокот на млеко и тоа што ми беше сиренцето го испамешав за декорација. Како се најдовте со тегнењето? Па мислам, јас дека добро беше, си кажете вие, како е вкусот. Печена е добра. Можам да кажем, јас сум малце од повозрастните и така да дома помалку тегнам, но сукам повеќе. Скоро 2 пати у неделата сукам, но сепак денеска ми одеше од рака и тегнењето и така да сум презадоволна. И самите шефови рекоа дека е добра кората ми. Јас направив нешто слично на зелник со месо и иако без малку побрза отколку што требаше, поради тоа што многу разлика од тестото како за прв пат, мислам дека сум презадоволна од резултатот. Јас ќе додам само И на крај ставив, пошто избрзав, на крајот на печењето ставив отворак путер за малку да дојде така чиста. Ќе додам кога го спомна дело со тегнењето, имаше и тоа е сигурно мајстор ќе сложи дебели краеви, не ги отстрани и сега ќе ни сметаат назад. Ќе видим. Ќе пробам. Користеше само путер или покрај маснотијата плюс додаде путер? На крајот на печењето ставив отворак путер. Откако се испече производ. Да. Ова ми е некако најпознат тиран правење на зелник од не сум нешто многу по месењето, меѓутоа овој облик на пита ми е така најпознат, заради тоа одевме као на сигурно и мислам дека беше вкусен, а тоа го се докажа со тоа што екипата го изеде. За прв пат сум многу задоволен. Можам да кажам дека филот ми се допаѓа. Измешав фурда со малце кисело млеко, исецкав на ситно Макдоналдс, зачинив со сол и бибер, мислам дека сосема доволно. На вкус ми се допаѓа многу. Исто така оставив малце на страна и од филот, му додав малце кисело млеко, затоа што јас обично сакам со повеќе фил или нешто да си мацам, ама мислам дека печењето го испеков супер, испадна многу и крцкаво и меко и доволно испечено, така да вие ќе си кажете. Дали сите ги пробавте вашите? Да, јас ги пробав. Пак ќе речем, искуството е преубаво, затоа и сум пријавен тука, од Златко, од Филип, од мајсторот денеска што го имавме Ѓорги, многу научив. Прв пат ракувам, мислам со тесто најмалце сум експериментирал, тоа ми е најслаба точка, но вака за прв пат многу научив и многу ќе вежбам. Сега можем и да се пофалам, бабо официјално направив пита, така да задоволен, интересно беше се на се. Печено. Печено, само моментот во изработката на тестото
Ја мислам дека доволно пробавме. Па, според мој вкус беше окей. Филот беше добар, според мој вкус. Да можев да почнем од почеток, може би правила малку потенки кори или нешто така. Направив неколку грешки, тоа беше што избрзав како што направивме повеќето со тестото, требаше малку да го оставам уште 7-8 минути сигурно. Но заради тоа што го спремив на брзинка филот, немав ништо да правам и едноставно морав нешто да работам. Пак испадна добро на крај, но мислам дека можев уште минутка, барем минутка и пол да оставам да се допече, ќе беше и покрцкаво. Со вкусот многу задоволен, ја погодив комбинацијата што ја барав со малце кисело млеко, малце урда, зачини. Сара, Александар и Ана, ви молам пристапете. Може да почнеме од Ана. Ана Повелик. Браво, повелата. Окей. Ова е баничка со месо, ова е сирењак со спанаки со урда. У прилог направив и кисело млеко, во кој што додадов лукчево прав и копар. Задоволна? Искрено премногу. Одозгора ги премачкав со јајца, во јајцата ставив црн сусам, бел сусам и ледено сеп. Изгледа добро. Питата ги гледав искрено исто како што правам и дома. Јас сум дома многу нестрплива, така да дома кога ќе ставам нешто за печење, на секои 2 секунди само ѕиркам како изгледа, како нараснува, каква боја фаќа. Тоа го правев и сега. Бев љубопитна да видам, изгледаше окей. Не беше изгорена, тоа беше затоа што направив од фил од јајца од згора. Со тоа што не беше ни тврда за јадење, мислам дека поминав окей. Јас денес за вас ви приготвив бурек баничка со урда и спанак и исто така има малку кромит. И исто така на страна ви приготвив сос од кисело млеко со малку копор. Искрено секогаш сум само критична, па увидов некои грешки при самото кога си го пробав бурекот. Мислам дека сгрешив со тоа што не ги тргнав крајчињата кои што беа малку подебели. Но се сум задоволна од тоа како денес се покажав и се надевам дека и на вас ќе ви се допаде. Денес работата ја сгрешив на 2 места. Едното беше со тоа што, тоест на 3 места. Едното беше што почнав прерано со обликување на тестото. Втората беше што ги оставив краевите да бидат малку подебели, не ги тргнав. Не знаев дека тоа е опција. И третото мислам дека го сгрешив што оставив чинија, ама мислам најверојатно се тоа заради тоа што сум превише перфекционист и пробам секоја грешка да анализирам одново и одново. Ајде, Александар. Као на систематска. Нема да боли? Да. Прстот или од вена? Од вена. Помалку боли. Направив манти и една кора што остана испржив. Се надевам мантиите дека ќе бидат добри. Сега одма ќе видиме. Ја не сум некој репер за манти. Не знам, јас можеби малку и поизбрзав со тестото, како што рече господинот, меѓутоа мислам дека си печени, сега не знам. Имам сигурно 4-5 пати да сега правено дома, меѓутоа со квасно тесто, односно со квасец. Ова ми е прв пат да пробам, а изгледаше добро тестото, од мајсторот изработено перфектно, меѓутоа сосема е друго искача на крајот кој се испече. Мислам дека во мантиите и повеќе филм не може да се стави, иако на вкус изгледаше дека има малку фил, поради тоа што тестото беше подебело од колку што треба да биде. Заради тоа. Почнемо од мантиите. Много добро. Мантиите предебели за мој вкус. Да. Предебело. Преако.
Океј. Денеска јас бев најзвучна во емисијата. Мислам дека ми фалеше малку музика претходно, па изгледа мора ја да се направам самата. Така да ако слушнате звуци во текот на емисијата, ја бев. Доле се што можеш ми падна, меѓутоа барем тоа горе што ми беше битно за готвење, таму беше се окей. Па не, јас мислам дека ги послушав советите од Цидир. Првично мислев дека разбрав дека 20 до 25 минути се доволни за тестото, што подоцна излезе дека сепак не се. И почнав со првото на 20 минути, со замисла да пробам 2 пати, па третото тесто да биде финалното што ќе го дадам пред судиите. Не, така и беше, ама пак така, можело подобро. Уште еден предизвик зад нас. Ќе оставам најпрво нашиот гостин, мајстор Ѓорѓи, да ви каже генерални забелешки. Искрено, моите генерални забелешки најмногу се однесуваат кон сите вас. Поради моментот што не го запазивте тајмингот на тестото. Требаше повеќе да го одморите, најмалку половина час. Вие го генерално сите избрзавте во тој дел и затоа добивте полош квалитет на тестото. Тоа е последица поради брзањето, ништо повише. Тоа е оно што би ви го кажал за сите. Вкусот во однос на филовите, горе-долу сте сите долу. Така, златната средина беше Снежана и Ана. Снежана и Ана, златна средина. Златна средина, истапете неколку коментари од мене и од Злате. Снежана, како почна, јас изненадив дека на крај добивме производ супер. Употреби некои своји, да ги кажам, искуствени марифети и тоа се покажа супер. Стави водичка на крај, го мекна тестото и беше фино јадливо. И го покрив. Тоа е благодарение на искуството. Тоа е благодарение на искуството, одигра главна улога у твојот успех. Така да, Златна средина си Злате нешто ако има да додаде. Јас ќе знам само за Кајана, мислам дека денес имаше малку среќа, до крај изваде добар производ, јадливо беше. Тоа е тоа. За наредно повеќе внимание, Следете ги упатстват од менторите. повеќе прашања до него и тоа е тоа. Благодарам. Ајде, Лидија повели и Александар повели. Ти ми дозволиш да почнем од Александар. Храбар беше, го цениме тоа, меѓутоа, пак ти ја повторам, храброста мора да има цел, мораш да внимаваш. Прво не оштети масата, те молам внимавај на тоа. Не се сече на инок, се сече на даска. Не постои материјал во светот што е не радиосувачки. Иноксот е помалку радиосувачки. Искрено, многу навивав за твоите манти. Искрено ќе ти кажам, кога ги видов, бев љубопитен што ќе испадне, меѓутоа, сепак ќе се сложи и мајсторот, на крај добивме тешки, ти ја почитуваме храброста. Процесот на изработката на тестото е предебело, така да мора да се внимават на тоа. Внимавај следен пат. Мантите се специфични за изработка. Кога донесеш одлуката, постои еден момент во кујната што се вика нема назад. Направете еден тест, доколку веќе имате брзина, ја познавате веќе кујната, направете се еден тест, гледате дека оди во катастрофа, има и стално план Б. Во кујната тоа е златно правило. Стално има и план Б. Одиш во елиминација. Заедно со Лиде. Не знам дали ќе биде прва елиминациона епизода. Моја прва. Твоја прва и твоја прва. Ќе го скршите мразот во елиминациона. Ја искрено верувам во способностите на двајцата. Лиде, за тебе ќе оставам и Злати мајсторот да кажат по некој коментар. За Лиде само ќе додам накратко тоа што го спомнав, се осети назад. Тврдо беше, крајовите беа тврди и скоро и да не беа жвакливи. А за Александар добро почна, лош завршеток, сигурно знаеш и сам каде сгреши, наредно потенки манти. Требаше да го оставам и подолго и да ги истегнам поише, тоа. Мој совет до вас двајца и до сите останати, внимавајте на тајмингот на тестот. Времето е многу битно за тестот. Најбитната работа. Се гледаме во елиминациона. Најголемата грешка денеска ми беше тоа што избрзав со тестото. Требаше малку да почекам, меѓутоа веројатно за тоа и месењето на тесто ми најсплава карика, меѓутоа денеска научив многу од тоа, од мајсторот, кој што е овде присутен, така да во иднина ќе знам што е грешката.
прв пат одам во елиминација и спремна сум да дадам се од себе, па да видиме што ќе испадне понатаму и дали ќе продолжам понатаму. Јас грешив работата во тоа што бесквасно тесто го замесив малку, односно не го истегнав доволно, не беше доволно тенко. За мантии кои што се преклопуваат, со повеќе кори го направив што треба и тоа е. Мислам дека тука е грешката. Не би ризикувал, сега не би ризикувал, би си направил класична вртена пита со месо, со истиот фил све, меѓутоа од една кора како што ја правам и дом. Не би ризикувал. Прв пат сум во елиминации, ќе даеме максимум се од себе за да се вратиме во нормалниот дел од текот на снимањето. Секако да одиме во погорните скали, да се снима што повеќе и подолго да останеме во шоуто. Може би и до крај, но што повеќе, по мен. Јас за крај ќе ги повикам само Сара и Мартин. Накратко ќе ви известам, вие од оваа епизода сте најдобри. За Сара ќе додам добар фил, добро истегната, за чинета едноставно беше вкусна. Ала ви? Исто и ти имаше добра форма за разлика од другите, тенки беа корите и филот беше прифатлив. Ви благодарам. Сара, да имав пехар, ќе ти дадев мало, Мартин исто уживав, секоја чест. Ви благодарам. Браво, дучки. Браво. Од тоа што го научив апсолутно, од тоа што го направи секојаш може подобро. Ќе вежбам секако, најверојатно не секако ќе одидам дома, но во најскор можен рок. Ќе ги пробам, си запишав и рецепт како да го направам тестото. Со филот сум одлично задоволна како излезе и секогаш најбитно ми е да си поминам јас убаво и да се забавувам, така што не би сменила премногу. За сервирањето, тоа ми е, мислам дека и мене најслаба точка. Знам да украсам, но не доволно и како што и доаѓаат различни јадења. Цело време се бунам дали става многу, дали малце, како да ги раштркаме, например Макдоналдс или било што. Но во овој случај прв пат заборавив да го пробам пред да го сервирам. Едноставно избрзав, заборив, сакав, имав и уште еден план, измешав малце масло со водичка на крај да испрскам од згора со сето тоа, да биде покрцкаво, но едноставно тоа е тоа. Секој снимање имам еден план на почеток, но ниеднаш до сега не исполна тој план. Заради тоа што во моментот, како што кажа и шеф Филип и шеф Златко, мора да се прилагодиш во моментот, ако нешто не испадне, нема нервози или тоа е тоа, нема откажување, туку мора да се снајдеш во самиот момент. И се снајдов топ, односно тоа исто малци ми се кинеше тестото, најверојатно заради тоа што не го оставив и не бев толку, не пазев толку со рацете, ама пак, сепак добро испадне. И до гледачите, за крај, една порака. Ти имавме уште еднаш во емисија, голема беше честа. Мило ми беше исто имене. Мислам дека и едукацијата помина совршено, ги прими и советите и добро е што направија грешка. Се надевам дека во иднина ќе бидат подобри. Од грешките се надеваме ќе учат. Апсолутно. Би требало. Злате нешто да додаеме за крај? Ми е мило само што во идните две епизоди повторно ќе јадеме пити. Јас би им порачал на гледачите. Палете ги печките на 180, печете, пробувајте, се надеваме дека ви инспириравме. Се гледаме во следна епизода.